Со редни броеви се хоспитализирани повредените мигранти во Штипската клиничка болница. Непознавањето на англискиот јазик и неможност од комуникација е причината за ваков начин на болничко згрижување, информира денеска директорот доктор Ален Ѓорѓиев. Тешко не е комуникацијата. Тие или не знаат англиски јазик или не сакаат да говорат. Ние се уште немаме точни податоци за кого се работи, ни од кои земји, ни од каде доаѓаат овие пациенти што ги имаме. На нас ни се по редни броеви напишани, бидејќи мораме некаде да ги регистрираме. На се надеваме дека во текот на денот ќе добиеме преведувачи од Интернационалната организација за миграции, со кои што ќе можеме некаков контакт да воспоставиме и да дознаеме за тоа кои се овие луѓе, од каде се и така натаму. Инаку се сите ставени во исти соби, на оние оделенија каде што се примени. По сињокешната страшна сообраќајка на Комбе во која се превезувала поголема група на мигранти кај родовишкиот рудник Бучим, во која животот го загубија двајца, 12 мина тешко повредени се примени во Штипската клиничка болница. 9 од нив имаат тешки телесни повреди, имаат скршеници најразлични на екстремитети, на ребра, на карлица, на ацетаволум и така натаму. Имаше двајца малку понестабилни, тие беа во оделението за интензивна нега, сега се и тие добри, така да стабилна нивната состојба. Неопходно е дополнително епидемиолошко испитување на повредените, посочи доктор Ѓорѓиев, бидејќи мигрантите доаѓаат од Јужна Азија, регион оквалификуван како жариште за можна зараза од така наречените ендемски или тропски болести. Ние, за да се осигураме пациентите кои што се наши таму во болницата и персоналот кој што работи, да и бидеме на чисто дали тие луѓе се здрави и да ги направиме сите неопходни испитувања за да доколку има потреба од нешто да биде превенирано на време. Се работи за луѓе кои што доаѓаат од подрачје каде што има ендемски болести. Вчера попладне од засега неутврдени причини Комбе во која се наоѓала поголема група на мигранти движејќи се во правец Радови Штип, изгубило контрола и удрило во еден од зидовите на мостот пред крстосницата кај рудникот Бучим. Како последица од силниот удар на лицеместо загинале двајца, а останатите 27 патници се со различни повреди. Возачот, а се претпоставува и мал дел од лесно повредените мигранти, побегнале од местото на трагедијата. Дел од потешко повредените се згрижени во Струмичката, а остатокот во Штипската клиничка болница. Трошоците за нивно лекување на товар на Интернационалната мигрантска организација, посочи на денешната средба со новинарите директорот доктор Ѓорѓиев.